Господин Ериман, каде во паша бахче? Господин Ериман, каде во паша бахче? Што викаш, ма? Сакав да одам на таа адреса за да го видам детето. Ама немав храброст за тоа. Веднаш треба да ја кажам на госпоѓа Селда. Старото мало ли? Добра, ма кој би можел да каже ваква лага? Да не е мојот полубрат. Не е важно кој ми кажа, Тушо. Како не е важно? Јасно е дека некој се обидел да ме наклевети, мој е да дознам кој. Слушај, Несрин, знам дека ланчето не е твое и ќе сторам се што е можно да се дознае за ова. Зарем отидовте дотаму за да истражите за мене? Зарем ги прашавте моите стари соседи дали имам вакво ланче? Видете, пак ќе повторам. Ова ланче е мое. Не разбирам зашто постојано се обидувате да го докажете спротивното. Бидејќи не ми се допаѓаат вакви работи. Слушај, последен пат те прашувам. Дали ланчево е твое? Да, мое. А да беше на некоја пријателка на господин Керим, зарем немаше да ви каже тој? Зошто би ми дозволил да го земам? Во ред. Ќе затвориме темата. Штом инсистираш дека ланчето е твое... Мислам да не ја затвориме, госпоѓа Селда. Треба да ми го кажете името на некој ме наклевети мене. Постојано ме обвинувате уште од првиот ден кога стапна во куќава. Добро, ќе затвориме темата. Ама, Во ред, Несрин. Во ред. госпоѓо Селда, не забележувајте, ама јас за ова морам да разговарам со господинот Керим. Јас не сторив ништо за да заслужам толкова неправда. Одите и се распрашувате за мене, ги распрашувате луѓето во моето старо мало. Се извинувам, ама јас не можам повеќе да издржам оваа неправда. Селда? Зашто зборувавте? Што се случува? Се случува следново, сестро. Наскоро може да има голема караница меѓу мене и Керим. И ти си причината за тоа. Хајде, господја Ајше, доаѓате со нас. Јас ништо не сторив. Уште што треба да сториш, си му е скршила главата на човекот. Ама тој заслужи. Од една страна велиш заслужи, од друга што сторил? Ајде, не ме задржувате, молам, треба да одиме. Јас не одам во станица. Ајде, жено, не задржувај, мора да одиме. Видете, среде ноќ ме избрка на улица. Прочен оваа куќа е моја, не е негова. Поради него керка ми ја напушти куќава. Потоа ми ги зема сите пари што ги заработувам. Изгора на семе тепа и мене не ми е лесно. Те разбираме ние тебе, мајче, ама во моментов маш ти е оштетен. Тулин? Треба да го седнам господин Ихсан во инвалидска количка. Нема никој од болничарите, ќе ми помогнеш ли? Добро. Биран? Каде одиш? На риболов. На риболов? Да, заедно со Али ќе ловиме риба. Али ли те покане? Да. Многу се израдував. Не разбирам зошто се израдува. Многу е убаво што Али те поканил некаде. Оф, Туба, само ќе минеме час-два заедно како порано и толку. Ама замисли, не ја поканил Шулето ко тебе. Немој веднаш да си правиш филмови, Туба. Од каде знаеш дека Шуле не е надвор од земјата? Ама пушти ја ти Шуле и искористија оваа прилика? Не трескај глупости, нема никаква прилика во ова. Берен, ти си многу паметна девојка, ама кога се работи за Али, веднаш ти оди умот. Додека стојам тука и ја слушам твојата анализа, Али ќе си замине. Во ред. Ама зошто се смееш? Нема ништо, оди, ајде да не ти замине Али. Буцкало. Ете, подготвена сум. Добро, ајде да одиме тогаш.
Трските? Стаповите ќе ги земеме од дома. Уф. Што е? Кога последен пат дојдов кај тебе, твојата девојка многу се налути. Што ако повторно се случи истото? Не грижи се, Берен. Веќе нема да се случи тоа. И зарем Шуле не ти се извини? Колку што знам, дури и подарок ти купила. Сепак ова не го менува тоа што го направи. Слушај, нема да бидеш толку скептична. Како уште да ти докаже девојката дека ја жал? Да не сакаш салто да направи? Зошто да не? Шега. Многу ми се допадна подарокот. А што купила? Ми го купила најубавиот можен подарок од Дески Шехер. Обележувач на книга од Седев. Видија ти? Што е, зошто се зачуди? Не се зачудив. Како и да, ајде одиме. Оваа жена веќе многу претерува. Ако продолжи вака, на крајот на вистина ќе ме наклевети за кражба. Им вели дека е многу важно, им не се јавува. Како и да е. Веројатно ќе се јави кога ќе види дека е барам. Ама ти зошто веднаш трчаш да ја пренесеш на девојката? Зарем се кажува дека некој од малото ти пренел? Ај, престани да викаш, Хандан. Зборуваш без да знаеш што се случи. Се обидувам да дознам дали Керем ме изневерува или не ме изневерува. А што ако оди и на зетот му каже дека жена му наоколу се распрашува? Зарем зетот нема да полуди што се занимаваш со вакви ситни работи? Ситни работи, велиш? Дали за тебе ситна работа да се трудам да откриам дали сопругот ми изневерува? Ситна работа е? Еве ќе видиш ти, дека таа змија ќе оди и ќе плаче кај зетот, се распрашувала кај соседите, ме наклевети ќе рече. Ама, Хандан, Керем ми изневерува. Немој да трескаш, Селда. Не, навистина знам. Тој некако за секоја ситница почнува да одвраќа. Како да не може да ме трпи повеќе. Зетот не може така да се однесува со тебе. Сите знаеме колку многу те сака тој. Тоа беше порано. Жи ми се да знаев дека толку ќе се изнервираш, немаше да ти кажам што ми каже Емина. Знаеш ли, не се лутам на девојката. Керем ми беше како татко и нормално е да сака да го брани. Не, јас не и верувам на таа девојка. Ќе разговарам со брат и ќе дознам дали е низино ланчето. Амори, луда жено, малку фалеше да ме отепаш. Мајсторе, што мислиш дека правиш ти? Ама зарем не гледаде во каква состојба сум? Лаже. Видја, уште има уста да збори. Абе, ако те фатам јас тебе. Со вас ли ќе се расправам? Си поднел пријава, молчи и седи тука или оди си бегај? Не, поднесов пријава. Нека се влечка по затвори. И за керка ти немој да се грижиш. Јас ќе ја пазам убаво. Овој е манијак, мојата керка сакаше да ја... Во ред, жено, ќе му кажеш на инспекторот натре. Оди, ти седни. Зошто ме барала? Господја Селда, се обидувам да ве добијам. Што е? Господја Нериман се сеќава на нешто. Господја Селда, ме слушате ли?
Да, ве слушам. Што разговаравте? Нешто ми раскажа. Во ред, јас доаѓам. Ај, треба веднаш да одам. Джем! 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 Јас тебе те барам, Джем. Ги однесов во болница мајката и таткото на Зенеп. Акив лошо ја истепал девојката. Не прашувај. Нели виде и самиот бато, тој нечесник се сили само на жени. Мајка и постојално плачеше. Татко и го знаеш, нервозно викаше што бараш надвор толку доцна, не можев ништо да прашам. Незгодно ми беше. Абе го начекав како ја тепа девојката на сред улица. Не ја знам причината, ама... Веројатно овој пат Акив ќе настрада. Ако го пријави, лошо му се пишува, секако ако поднесе. Што ако поднесе? Секако ќе поднесе, бато. Зарем Акив да остане неказнет? Нема тоа така. Јас ќе поднесам ако треба. Зошто стори такво нешто? Зошто од ништо правиш проблем? Што се не ме снајде поради таа Несрин мене. Прво отиде колата. Потоа еден куп пари и документи. Згорана се, кога Зејнеп му каже на човекот кој сум, јас не можев да се исконтролирам. Што мислиш да правиш сега? Знаеш дека таткото на Зејнеп е еден алчен гад. Ќе му дадам малку пари и ќе ја повлече пријавата. Да, тоа може. Синко, сите овие и честа ќе си ја продадат за пари. Ќе им дадеш некој динар и ќе сторат се што ќе посакаш ти. Погледни го, Джем. Абре, му реков дека сестра ти му станала љубовница на еден богаташ, а тој ни ту да трепне. Не поверува. Човекот живеел со жената и децата, дури и се налути. Јас морам некако да ги земам документите од Несрин. Девојката е слугинка, можеш да ја убедиш со пари. Какви пари, бе, синко? Еден тон пари мене ми отидоа. Згора на се зарем уште пари да дам. Закани се. Да и се заканам ли? Со што да и се заканам, бе, синко? Ханиф е мајката на Џунейд. На глас зборува наоколу дека синот ти заглавил во затвор поради Несрин. Синко, каква врска има случката со Несрин? Несрин и Џунейд се забавувале. Леле. Девојката постојано го притискала да ја донесе ланче, прстен, златни работи. Џунейд на почеток и носел поевтини работи. Ама, кога видел дека не се задоволува, украл некое скапо ланче и го подарил. Видија ти неа... Таа ептен многу и трабе. И ти ќе се оженеше со неа, така? Влези. Господине Керим, дали сакате нешто посебно за вечера? Само да биде нешто лесно, Меријам, те молам. Може би сакате да се напиете нешто пред вечерата. Ќе испиеме на убаво кафе од тебе. Веднаш ќе ве испратам. Меријам, каде е Несрин? Ја видов во кујната. Нели беше тука? Да, пред малку беше тука. Дали разговараше со зетми? Не разбирам зашто точно зборувате. Те прашав дали разговараше со зетми Несрин. Што има јас да зборувам со господинот Керим? Немој на мене да ми се преправаш, Несрин.
Ако на зетот му кажеш за она што зборуваше горе, ќе те уништам. Ме слушна ли? Слушнав. И онака не е прв пат да ми се заканувате, господјо Хандан. Немој да ми се правиш многу паметна. Што се случува тука? Ништо. Зошто викаш тогаш? Затоа што Несрин заборава дека тука работи и затоа ја подсетувам. Колку чудни жени се овие. Од рано наутро запнале не ме оставаат на мир. За малку ќе си го убиела и тој поднел пријава против тебе. Ме isfrли од дома. Останав на улица. И ти, наместо да дојдеш во полиција, се обиде да ја спроведеш собствената правда, така? Не мислев да го убијам. Само сакав дома да влезам. Човекот поднел пријава. Ако инсистира на тоа, ќе мора да те однесеме во суд. Можеби и ќе те затвориме. Ме разбираш ли ти мене? Вие не знаете каков гат е тој. Мене тој секој ден ме тепа. Парите што ги заработувам од чистење ги троши на конски трки. Потоа, ќерка ми. Поради него ќерка ми работи како слугинка и останува таму. Сакаше да ја силува. Нека ја потпиши изјавата и однеси ја во ќелија. Во ред началник. Ве молам, немојте да ме фрлате во затвор. Ама мораме да ве држиме во ќелија. Нема што да се прави. Што гледаш, мати? Нема да ти ја оставам куќа мајше. Ако треба ќе ја срушам или запалам, ама нема да дозволам да живееш тука без мене. Господе, те молам, Господе, да знае каде е ќерка ми. Ке ве замолам, дали малку може да побрзаме? Откако се качивте, се истото ми го кажувате. Меѓутоа состојбата на сообраќајот е очигледна. Ке го однесеш ли кафето и пек? Зошто си занесена? Умот ми е кај мајка ми. Да го однесам кафето и ќе ја побарам. Знаеш ли каде е Несрин? Рече дека ќе ги исчисти собите на горниот кат. Ајде, жено, ајде, мрдај, не задржувај и така немаме многу време. Ајде, влегувај тука. Ова е твојата ќелија, повели. Жена, за проституција ли те уапсја? Скраја да е. Дивојко, каде работиш? Да не доаѓаме на твоја страна и неку нема да имаме муштири. Си имаме нова пријателка. Влези. Ви го донесов кафето. Ти благодарам многу. Како излезено и пек? Се разбира, се уште не е во целост завршено. Ова е мојата брвнара инаку.
преубаво. Единствено место каде што во иднина сакам да живеам. Дај Боже. Потем, сигурна ли си дека не сакаш помош во врска со мајка ти ипек? Мајка ми е сега добра. Добро, јас и онака не кажав за сега. Колку што сватив, очува ти е проблематичен човек, па можна мајка ти денес да биде добро, ама утре да настрада одеднаш. И мислам дека јасно е дека човекот треба да се предупреди. Треба да ја побара мајка ми. Во ред? Може. Ама јас сепак велам, наместо ти и мајка ти да страдате, пуштете го тој ненормалниот да страда. Во право сте. Ти благодарам многу. Влезе? Господје Туба, ги средувам и другите соби. Сакате ли и тука да средам? Може. Нисрин, каде работеше ти порано? Во едно кафуле. И беше задоволна од работата? Значи, не баш толку. Тука сум многу позадоволна. Зошто прашавте? Само онака. Немавме прилика да разговараме, па затоа. Да, за жал. Од денот кога дојдовме имаше многу недоразбирања кон мене и мајка ми. Малку се однесувавте со предрасуди и нетрпеливо кон нас. А татко ми секогаш со љубов зборуваше за луѓето во куќава. Не обвинуваш ли? Не, воопшто не ве обвинувам. Само сакав да кажам дека имаше недоразбирања. Ако кажеш како татко ти за нас зборувал со љубов, значи дека не обвинуваш. Во ред, може ли отворено да ви ги кажам чувствата мои? Се разбира. Се обидовте еднаш да не серате, бидејќи не сакавте да живееме и работиме тука. Еве признавам, затоа и јас имам голема вина. Само што дојдов во куќава, не требаше да си дозволам да влезам во собата на мајка ви. Ама вие и онака доста скапо ни го наплативте сето тоа. Иако немавме никаква вина, не обвинивте за кражба тука. Иако немавме каде да одиме, не избркавте од куќата. Многу долго време не сум излегла на риболов. Токму тоа, толку си лоша Берен што не ни мора да доаѓаш. Абе, ајде ти. Веројатно ги заборави деновите кога се враќаше со празни раце. Да видиме кој ќе се врати со празни раце. Добро, ќе видиме. Да се кладиме? Може. Во што? Треба да размислам. Мислам дека може вечера. Нема да пројдеш толку ефтино, али. Значи толку си сигурна дека победуваш? Секако дека сум. Добро, тогаш размисли во што би се кладеле. Ништо не ми текнува, во ред нека биде вечера. Ама ти ќе ја сготвиш. Не до толку. А зошто да не? Ама јас не се разбирам од готвење. Пред малку беше сигурна дека победуваш, зошто се повлекуваш сега? Уф, добро, ама нема да пројдеш само со макарони. Макароните се уметност, Берен. Колку е болно што таа уметност не можеш да ја покажеш на шуле, али? Зошто? Бидејќи шуле е манекенка и манекенките не јадат макарони, веројатно се храни само со салати. Не, Шуле не е некоја што се храни само со салати. И многу ја бива за вокуина. Не се залажувај со тоа што е манекенка. Навистина е домаќинка. Берен, ти мислиш дека сите се како тебе, така? А што ми фали мене? Што уште да ти фали?
Не знаеш ниту јајце да испржиш. Навистина го жалам твојот иден маж. Многу си смешен, нали? Дај Боже да си живеете среќен живот со трпеза преполна од макарони. Ем си неспособна, ем љубоморна. Да не беше кладбата до сега, веќе ќе си заминев од овде, знаеш, нели? Дали ме покани тука за да ме навредуваш? Во ред, молчам, готово. Нема потреба да си толку чувствителна. Очигледно е дека не си среќна што си тука, Несрин. Зошто и понатаму остануваш? Ако сакате, татко ми ќе ви купи куќа и вие спокојно може да се живеете без да слугувате никому. Татко ви знае подобро зошто не си одиме до оваа куќа. Нам повеќе од куќа ни треба безбедна средина, господја Туба. Мојот полубрат е многу проблематичен човек. Пиење, коцка, се има кај него. Кутриот тато беше во долгови до гуша поради него. Чичко Хикмет ни го нема спомнато тоа. Бидејќи многу се срамеше од синот. Никогаш нема да заборавам. Го видов како се прашува каде сгрешил и на глас плаче во својата соба. Поради него не можевме ниту да жалиме по татко ми. Дури и дента на неговиот погреб дојде и испокрши се во куќата. Зошто? Бидејќи сакаше со сила да ме омажи за пари за човек што не го сакав. И кога јас го одбив, многу се налути и многу лошо ме истепа. Татко ви беше сведок на целата таа ситуација и затоа не донесе тука. Знаев дека полубратот ти е проблематичен, ама... Знае ли тој дека сте тука? И зашто тогаш не ви направи проблем, не ве собра да ве однесе од тука? Ова всушност направи, ама господин Керим го спречи. Знаете ли дека татко ви е човек кој заслужува почит? Го одржа зборот што му го даде на татко ми и не пушти кај Джем. Што ли стори? Ова... Не знам сега колку е правилно да ви го кажам сето ова. Може да се изнервира мајка ви. Не грижи се, нема да ја кажам на мајка ми. Па му дал пари на Джем. И тој рекол дека ќе стои подалеку од нас. Всушност не ви кажавме, ама со мајка ми имавме решено да си одиме од тука. Ќе ја префрлевме пензијата на татко ми и ќе си заминевме. Ама потоа доживеавме нешто уште понеочекувано. Што се случи? Джем зел пари од човекот што сакаше да се ожени со мене и му кажал дека сме тука. И тој одвратен Акив се обиде да ме киднапира. Едвај се спасив од него. Кога дојде доцна онаа вечер, тој ден се случи тоа? Зарем не гледате? Не можам ниту да излезам, ниту да го средам осигурувањето на татко ми. Поради тоа буквално се заробив тука. Здраво, што рече, дали се уште е присебна? Господи Селда, влезете внатре, да не ве видат тука. Што точно ви кажа? Кажа дека ја знае адресата на жената која ја го дала детето. Живеела во Паша Бахче. Господи Селда, добро ли сте? Седнете малку ако сакате. Не, добра. Добра сум. Дали се сети на точната адреса? Потоа заспа и ништо друго не кажа. Ќе биде проблем ако ја разбудиме сега? Нема да биде. Јас сакам насамо да разговарам со неа. Дали може? Во ред, ама ако некој влезе и ве види, нема да кажете дека јас сум ве пуштила. Во ред, не грижете се.
Господјо Нериман. Господјо Нериман. Господјо Нериман. Која си пак сега? Дали се сетивте на мене? Јас сум Хандан. Хандан? Не познавам никого што се вика Хандан. Каде сум јас? Каде е ќерка ми? Главата ме боли. Ти, да не си пријателка на ќерка ми? Не. Јас не ја познавам ќерка ви, туку вас. Вас ве познавам. Дали се сеќавате, пред многу години заменивме некои деца, вие ми помогнавте. Каква замена на деца? Што зборуваш ти? Заменивме едно женско и машко дете. Јас ја барам адресата на жената која го доби девојчето. Госпоѓа Селда, докторот излезе на визита, би било добро да си одите. Ама се уште не поразговаравме. Ке дојдете и друг пат. Ти не си Хандан. Зошто ја бараш адресата? Да. Јас не сум Хандан. Јас сум мајката на девојчето. Треба да ја најдам ќерката. Дали ја знаете адресата? Јас знам. По неколку години од како го даде синот, дојде кај мене. И многу се кааше за тоа. Ми ја даде адресата во случај да се предомислам и за да ја помогнам да го најде. Ја памтите ли адресата? Оваа куќа е моја. Целата младост ја посветив на таткото и неговиот син. Фатма? Што бараш ти тука? Што значи што барам тука? Ова е моја куќа. Чекај малку, чекај. Оваа куќа е твоја? Зошто си замина? Ке мислеше на тоа пред да не измачуваш. Поради тебе избегавме од оваа куќа. Несрин кај е, Несрин? Несрин ја нема. Јас дојдов сама. Несрин никогаш нема да дојде кај тебе. Несрин нема да дојде кај мене или нема да дојде во Малово што не и се допаѓа? Каква врска има? И двете работи се исти, зарем не? Несрин не го заслужува ниту ова мало, ниту пак твоето мачење. Според она што го слушам, немате баш некој раскошен живот, господјо Фатма. Не ми се чатали тука како ќерка ти да е газдарица на куќата каде што живеете. Слушај вамо, не дојдов тука да се расправам со тебе. А се расправавме цело време додека бев во брак. Оп, застани каде? Каде? Воопшто не се зачудив. Што си на 7, тоа си на 77. Како се однесуваш ти, така и јас, господјо Фатма. Сигурно не очекуваше дека ќе те почитувам додека ти ме мразиш. Слушај вамо, ти ќе ја мразеше секој што ќе се омажаше за татко ти. А знаеш зошто? Бидејќи ти си злобен. Јас сум злобен. Злобен јас, а? Да не си злобен, немаше така да измачуваш Несрин, зарем не е така? Јас секогаш се обидував да ја насочам Несрин на прав пат. И ќерка ти ја воспита да биде алчна и себична. Секогаш сакаше се повеќе, а знаеше дека немаме. Престани! Тоа е моја ќерка. Не е твоја работа ти да ја воспитуваш. Тебе ти е ќерка, мене ми е сестра. Каква сестра, бе? Каква сестра? Знаеш ли ти која е Несрин? Несрин е само ќерка на Фатма која ти цел живот ја мразеше. Ти дојде да ме вадиш од кожа? Слушај, го губам трпението, господјо Фатма, ајде губи се! Слушај вамо, јас немам никаков проблем со тебе. Само нешто ќе ти кажам. Знаеш ли што не држеше заедно Джем? Татко ти и оваа куќа. И како што гледаш сега, татко ти умре. Што?
Што сакаш да кажеш? Оваа куќа е моја и на Несрин. Ќе ја продадам. Испразни ја веднаш. Што? Да ја испразнам куќата? Слушај, навистина почнав да збеснувам, господјо Фатма. Губи се додека не сум сторил нешто. Кого од чија куќа бркаш бе ти? Порано пред тебе молчев за се. Бидејќи тогаш немав каде да се засолнам, ама сега имам. Не можеш да ме измачуваш повеќе, Джим. Не можеш повеќе да ме измачуваш, не можеш. Погледни ме, ти никогаш не молчеше, господјо Фатма. Немој да мислиш дека не знам, постојано му се жалеше на татко ми од животот и го вознемируваше. Немој сега тука да ми глумиш дека си наивна и знај дека нема да дозволам да ја продадеш куќата. Сите пари што ги заработив од детството му ги давав на татко ми за оваа куќа. Господ да те казни. Куќава ќе се продаде и ти не можеш да ме спречиш. Ако не сакаш да ја продадеш, тогаш ќе ми ги дадеш ти парите. Парите. Бе, губи се. Што се случува? Не плачи, не плачи. Види ја сега, види. Гадна озборувачка. Отиде кај жена и кажува се. Што се случи? Не ме пушта дома, не ме прашувај ништо. Ле. Каде оди целото семејство? Ќе оделе малку на воздух. Зошто викаше утрово господја Хандан? Аха, сега јас ќе ти кажам и ти ќе одиш да им пренесеш на сите дека Несрин ги озборува, така ли? Кирко, зошто со сила се правиш дека си лоша? Зошто постојано си во одбранбена позиција? Не знам. Може би затоа што сите ми се нафрлаат без причина. Постојано сите ме напаѓаат мене. И самата виде утрово. Жената не ми е ниту газдарица. Секој втор ден доаѓа и ме напаѓа. Зошто го прави тоа? Затоа што се плашат да не му ги кажам на господин Кирим срамните работи што ги прават со господја Селда. Како и да е, и мајка ми веќе долго ја нема. Додам да го прашам Мехмет каде ја однесе. Тето Меријам, ја барам мајка ми, но со саати не ми се јавува. Ја барав комшиката, не била со неа. Утрово рекла дека оди со комшиите во парк. Не губи време, оди веднаш. Камо утрово да отидев? Керко, ти немаш никаква вина. Мајка ти не сакаше да одиш. Ајде, не се задржувај и оди што побрзо, ајде. Мехмет! Мехмет! Тука сум. Дојди. Дојди да те прашам нешто. Мајка ми уште ја нема. Каде ја однесе? На гробиштата. Нема да те прашам зашто не ја почека, бидејќи ќе ми кажеш дека си бил многу зафатен. Несрин, кога веќе знаеш дека работам тука, не разбирам зошто секогаш ми ги кажуваш истите работи. Значи, да можам ќе ве возам сите каде што сакате, ама да Меријам ми се лути кога ме нема подолго време. Аман, во ред разбирам. Кажа ли мајка ми нешто друго? Не кажа. Несрин, мислам дека ти понекогаш се замислуваш дека си господја на куќава. Гледам дека само затоа што ти се насмевнав два пати веднаш почна да си мислиш. Ипек, каде одиш? Кај мајка ми. Ама, никако да завршат ти радите на мајка и. Може ли да те замолам нешто? Кажи. Може ли да ме оставиш на автобуска? Нема проблем, ќе те однесам кај сакаш. Навистина ли? Каде Ипек? Кај мајка ми. Да е жив бато Мехмет ќе ме однесе. Се случи нешто лошо? Не знам. Ја барав, ама не се јавува. Ако не ја видам, нема да се смирам. Во ред, и јас ќе дојдам со тебе, нема да те оставам сама. Не може така, јас ќе Ајде, одам. не се расправај тука, качи се внатре.
Хајде излегувајте. Ти ќе си останеш уште малку, мајче. Ах, не дај Боже да паднеш тука. Не излегов, Хасан. Искрено сакам да поминам еден ден без стрес. Многу ми треба тоа, да одморам малку. А што направивте вие? Веројатно поминаа години откако јас и Селда немаме излезено некаде. Ви посакувам убава забава, пријателе. Тука сте биле. Не знаев дека сте вратен. Си реков да средам дома додека се уште нема никој, ама... Не се работи ова време, Несрин. Да оставеше за утре. Така е, се разбира, ама жените во куќава не размислуваат така. Со право сакаат куќата да е постојано средена, господине Керим. Господине, јас вчера многу се загрижив за вас. А зошто? Не кажав никому, ама ве видов кога дојдовте со господин Али. И кога ве видов дека едва се качувате по скалите, си помислив дека не дај Боже ви се случило нешто. Немаше никаков проблем. Не можев да си легнам и да заспиам мирно без да ве проверам. Сакав да бидам сигурна дека сте добро. Господине Керим, јас дојдов кај вас затоа што многу ми беше мисла дали вие сте добро. Ама мислам дека господја Селда и другите не размислуваат така. Да не има некој проблем за кој што јас не знам? Кога се симнував се сретнав со вашето семејство. Добро. Кога ме видоа така во ноќница, се вознемирија малку. Помислија дека сум се качила за ова... Зашто тоа? За да ве заведам вас, господине. А кој ти го кажа тоа? Селда ли? Не, никој отворено не кажа такво нешто, ама од утрово господја Меријем и другите постојано ме предупредуваат. Ми велат уште еднаш да не сум така облечена. Во своје име ти се извинувам што се соочуваш со вакви работи. Ако е потребно, ќе разговарам и со Селда. Не, мојте ве молам, воопшто не е пријатно повторно да се отвори темата. Јас навистина отидов само за да проверам дали сте добро, ама мислам дека никој не ми поверува дека било од тие причини. Да им кажав дека дојде господин Али, ќе ми поверува, ама... А зошто тогаш не им кажа? Си помислив дека веројатно сте се напиле и не сакате семејството сега да го дознае тоа. За малку ќе им кажев, ама се повлеко во последен момент. Добро размислуваш, Несрин. Навистина не сакав да знаат за тоа. Господине Керим, на појадокот ништо не јадевте. Да ви подготвам ли нешто лесно? Не, Меријем, благодарам многу. Ќе каснам нешто за вечера. Добро. Дојде ли мајка ми? Не дојде. Веќе полека сите почна да се враќаат и јас ќе ја завршам работава утре. Може. Ете ви вечера. Што е ова? Риба. Али баше не ме веруваше, ама уловив 2 огромни риби, тетка Меријем. Почетничка среќа.
Зарем има мајсторство во ловење риби? Да се фати рибата на јадица е чиста работа на среќа, нели тетка Меријам? Да ти кажам нешто, штом ја доби кладбата, сега нема да замолчи, готови сме. Што доби? Со своји раце ќе изготвам јадење. Добро што си изгубила ли, бидејќи ќе беше малку тешко да го изедеш јадењето сготвено од Берен. Не до толку, тетка Меријам, и ти претеруваш. Време е да си одам. Да останеше на вечера. Не, нема да останам да Меријам, благодарам, имам работа. Али, ако сакаш да го видиш господинот Кериме во дворот. Ке му пренесете вие поздрав. Се гледаме. Се гледаме. Дај ми ги тие мене. Браво бе, тетка Меријам. Мораше ли да ме посрамотиш во однос на готвење? Аман Берен, како Али да е странец. Мамо? 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 Смири се. Прозорецот е скршен, се случило нешто лошо. Поред, мислам дека веднаш треба да одиме во станица. Станица? Зошто ли? Ако судиме по состојбава, има некој проблем, Ипек, најлогично е да дојде полиција. Мамо? Мамо? Ипек? Мамо! Ипек, нема смисла да се задржуваме, те молам. Мамо! Ајде. Малечок, каде се наоѓа улицата? Демир, дали знаеш? На погрешно место сте дошле. Вратете се назад и веднаш на крајот на улицата свртете десно. Во ред, ти благодарам многу. Молам. Ако треба сите улици ќе ги поминам, ама не одам без да си ја видам кирката. Види ја ти неа. Малку фалеше да му се фрли на момчето. Ама Шуле ќе бара отчет за ова кокетирање. Шуле, здраво. Заедно нека да не се случи нешто. Нема ништо многу во врска со семејството и куќата, ама има врска со тебе. Што сакаш да кажеш сега? Денес е викенд и многу е лошо што не си со Али заедно. Од каде знаеш дека не сме заедно? Како може да е со тебе? Човекот од утрово е тука. Прво дојде на поедок, а потоа заедно со Берен излегоа на риболов. Целиот ден го поминаа заедно. Нема воопшто да се чудам ако остане и на вечера. Дали цел ден беше таму? Токму така. Треба да ја видиш Берен. Сколка од радост девојката. Во ред не си. Благодарам што ми јави. Знам каква намера се крие под тоа наивно однесување, Берен. Ама не ти ја пружам таа можност. Господја Селда мене ме следи, ама не ги следи работите што ги прави незината ќерка. Мамо? Мамо, каде си ти? Колку часовите нема? Застани ма Несрин. Дојди седни. И онака капнав од замор. Сигурно досега не беше на гробишта. Кажи да слушнам каде беше. Ама стои малку, застани да се одморам, па ќе ти кажа. Ај, ти сигурно си отишла во старото мало. Требаше да разговарам со Джем.
Мамо, зарем и дома отиде? Ма не отидов прво дома, отидов до такси станицата, му реков дека не работи веќе таму и потоа морав да одам дома. А зошто отиде, кажи ми? Требаше да разговарам со Джем, Несрин. Му кажав дека ќе ја продадам куќата. Зошто не ми кажа, мамо? Ако ти кажав, ќе сакаш и ти да дојдеш со мене, зарем не сваќаш дека јас не сакам ти да одиш во тоа мало, не сакам ти да одиш таму. Како и да е, батали, а што ти рече Джем? Што ќе каже Гнасата? Се разбере на прифати. Ама на крајот ќе мора да прифати. Не имаме 2 дела во таа куќа. И јас нема ниту 5 пари да му дадам од куќата, ништо не заслужува. Ти што направи? Ај, што да правам, како што знаеш. Се правев дека подработувам нешто, се вртев наоколу. И онака знаеш дека поради Акив не можам да стапнам надвор. Тоа па тоа. Застани. Всушност јас заборавив нешто, знаеш ли што стори Лакив, девојко? Што направил? Ја фатил Зејнеп и тешко е претепал на сред улица, Керко на сред улица. Зошто? Не знам зошто. Ама фала Богу, Джем видел и некако на брзина ја однел во болница. Кој знае како е сега? Што знам. Всушност, татко ја извадил од болница и ја однал дома. Сигурно го сторил поради документите што се кај мене. Гнаса една. Аман батали Несрин, нека прави што сака, само да не се задева со тебе. Ај не, јас навистина не сум добро, ќе се качам да прилегнам. Ајде. Ајде се гледаме. Ајде. Готова сум. Акив веќе почна да претерува. Најдобро ќе биде да разговарам со Али. Синан, бато Мехмет нека ја паркира колата подалеку. Ако дојде Хазим и го види... Веќе му кажав, ќе не чека малку подолу. Хазим поднел пријава против мене. Кажал дека сум се обидела да го убијам. Немав кого да повикам, од кого да барам помош. Зошто не ми се јави, мамо? Ете тука. Несрин! Ти си подол и гнасен човек. Дојде тука за да ги бараш документите, така ли? Зарем мислиш дека ќе ти ги дадам после тоа што и го стори на Зејнеп? Убаво место. Се гледа дека овде живеат многу богати луѓе. Ама не знам овие богати колку би држале овде еден крадец како тебе, Несрин. Тоа не го знам. Што глупости трескаш, бе? Знам дека секое ланче што си го зела од Джунеј си го натерала насило да го украде. Ова ќе му го кажам на газдата. Хазим повторно дојде. Не кришете се, јас ќе проверам сега.